Секогаш сме особено среќни кога во нашата емисија споделуваме за успеси на наши македонци кои што креираат и создаваат нешто што и светот го гледа. Тие ми велат допрва започнува патувачката приказна на краткиот анимиран филм Неми филмови. Впрочем, во студиото ги имам браќата Крсте и Гоце Господиновски, кои што се можеби главните и најзаслужни за филмот кој што се нарекува Неми филмови. Добре ми дојдовте. Крсте од оваа страна и Гоце од другата. Од 8 до 14 јуни се случуваше еден од најдобрите или најстарите фестивали за анимирани филмови во Анеси, Франција. Пред само некој ден се вративте оттаму, но пред тоа би сакала да ни раскажете за првата премиера на филмот, која што се случи впрочем во Загреб и веројатно оттаму започна се. За каков фестивал стануваше збор во Загреб? Така, значи во Загреб тоа е фестивалот Анимафест Загреб, кој што е вториот најстар фестивал за анимиран филм во светот. Значи тие два фестивали го имаат приматот, го држат приматот кога станува збор. Овој во Загреб и овој во Франција, така? И овој во Франција, да. Кога се зборува за авторскиот анимиран филм. Значи во Загреб беше 53-тото издание, а во Анеси беше 64-тото издание. Да, конкретно за во Франција се пишуваше по медиумите дека по пауза од 48 години се случува премиера на македонски филм. Предпоставам дека тоа особено е привилегија за вас. Па секако дека е. Некако долги години работиме да ја вратиме назад македонската анимацијска сцена, која што имаше некаков застој. Има еден прв бран на македонска анимацијска сцена во 70-тите и 80-тите, и потоа има прекин и нема никаква врска се до некаде 2006-2007, кога една мала група на луѓе почнуваме сите посебно, засебно да се бавиме со авторски анимиран филм и некако ги здруживме силите. Почнавме да ја развиваме оваа сцена. Пред 6 години почнавме и фестивалот Flipbook Film Festival. Така што мислам дека ова се веќе плодовите од таа наша упорна работа. И веројатно допрва ќе има уште плодови за кои што ќе слушаме. Гоце, вие сте директор на анимација на фестивалот. Изборувајќи за оваа анимацијска сцена, на што сметате дека се должи тој гап или таа дупка кога немало ништо и сега кога претпоставам дека и тогаш имало луѓе кои што сакале да се занимаваат со анимација, но немало услови или некој друг е проблемот? Видете, воглавно и на светската сцена имаше забавување во тоа време. Се појави 3D анимацијата, еден нов медиум кој што ја презеде комерцијалната анимација и се веруваше дека оваа традиционална анимација со која што ние се занимаваме е работа на минатото. Кај нас, како што знаете, нели, промените во 90-тите години, општеството се промени, оние стари мајстори на анимацијата едноставно не се најдоа, значи во ова денешно општество, наше современо општество, да ја продолжат. Значи работата и така стивна, значи нема како да кажам чираци, нема ученици за го продолжат. За да продолжат работата, исто така се должи и на немањето институции, образовни институции за анимација, бидејќи до тогаш, до 90-та година, ние припаѓавме на семејството на Загребската школа на анимација, така да и нашите врвни аниматори сите се оттаму школувани, исто така нели сите нивни дела се во тоа јато, значи на Загребската школа на анимација. Со тој прекин некако нели се оддалечивме и ние, немаше од каде да се учи, мораше сето тоа на своја рака да се заврши, но еве за среќа, значи почнавме и мислам дека имаме добра основа за понатаму да се развива анимацијата во Македонија. Како вие го доживувате вашето филмско парче со кое што веќе почнувате да го шетате Европа, претпоставувам и светот? Како ќе го опишете овој краток анимиран филм? Како да кажам, како свое дете, како дел од фамилијата.
секое гледање е ново доживување. Еве се изненадив, мислев дека не може да ме изненади, но кога го гледавме на Анеси беше огромна возбуда. Едноставно те преплавуваат емоции. Да. Реакциите да. таму на публиката, на жирито, претпоставувам дека и тоа е нешто, тоа е исто така ретка привилегија да сте дел од вакви реномирани фестивали, особено со ваше дете во наводници, но особено возбудата веројатно расте кога ќе добиете и позитивни коментари од реномирани кинематографери или лица во филмската индустрија. Точно така, значи се изненадивме прво од големината на тој фестивал. Значи, ајде, ако Загреб е вториот најголем, разликата помеѓу овие два е огромна. Сепак Загреб се држи повеќе, поинтимна некако атмосфера има. Овдека има како 17.000 продадени целосни пасови, акредитации, значи за сите филмови. Тоа беше преполно, значи градот беше преплавен. Ние не можевме да најдеме сместување. Значи толку голем интерес има во тој град за анимацијата, затоа што тоа е лулката на анимираниот филм. И можам да ви кажам дека 4 проекции имавме таму. После секоја проекција, после секое излегување од салата, значи ние не можевме да се тргнеме по пола сат од автори и ентузијасти кои што доаѓаат да ни се заблагодаруваат и да прашуваат за филмот, да даваат своји позитивни согледувања. Така што Претпоставам тоа отвора нови хоризонти. Да, секако. За вас. Секако. Новите контакти си го прават своето, кои се очекувањата и можеби од вас? Па очекувањата се дека силно имаме згазено на оваа сцена и дека од тука натаму ќе се отворат многу повеќе врати не само за нас, туку целокупно за македонската анимацијска сцена. Со многу продуценти стапивме во контакт, со многу големи автори, со многу големи дистрибутери. Сите беа многу заинтересирани, за идните проекти што ги работиме. Така што се надевам дека секој оди во правецот во кој што е тргнато. Да. Гоце, тешко ли е да се стигне до овие фестивали? Затоа што еден предизвикот да се направи филмот, да се создаде она што нели претходно сте си го замислиле, а друго е понатаму патот кој што ќе му го понудите за да може да го видат што поголем број на луѓе. И токму ваквите фестивали се, како што спомена и Крсте, нешто што ги отвора можностите насекаде во светот. Но како се стигнува до Загреб, до Анеси во Франција, каде што е, како што велите, најстариот и најреномираниот, најдобриот фестивал за анимација, лулката на анимацијата? Така, прво мора да се навратиме на процесот на креирање на овој анимиран филм, кој што траеше околу 8 години. Така да претпоставам кога ќе вложите 8 години труд, љубов и позитивна енергија во некој проект, дека тоа мора на крајот некако да донесе со такви убави резултати. За фестивалите највеќе можам да се потпрам на мојот брат Крсте Господиновски, режисер на анимираниот филм, неми филмови. Значи, тој многу сериозно ја зема оваа задача. Значи, тоа се апликации, Крсте, како се аплицира, има некоја селекција, квалификации, како се вели, не знам, за да се стигне до тие огромна моменти. селекција. Значи, конкретно за Анеси наречеме, од 3900 филмови пријавени од целиот свет, значи од сите континенти, ние влеговме во селекција од 70 во неколкуте различни категории кои што ги имаат. Значи, во нашата категорија имаше 15 филмови. Така што среќата, нели, да се влезе, мислам, не е среќа, него е сериозен труд вложен, но да се влезе на ваков фестивал е навистина тешко и како што кажавме, прв пат после 40 години успеваме да влеземе и јас имам 3 филма позади себе, но ова е првиот кој што успева да влезе на овие два фестивали. Да. Ајде малку да раскажеме за тоа дека
што зборува филмот, неми филмови, дека всушност тоа е филм кој што е инспириран од истоимениот расказ на Димитар Димовски, кој што е впрочем награден на книжевниот конкурс на Нова Македонија. И она што сакам да го истакнам е дека филмот е изработен во техниката куклена стоп анимација и она што го прави исклучително специфичен е фактот што нели целиот филм е изработен во еден непрекинат кадар, нешто што особено е предизвикувачки исто така. Од каде да почнам? Од каде сакаш, Крста? Дали можеби од тимот кој што работел, па потоа и за значи овој момент со проектот почна така што продуцентот Дарко Попов и Димитар Димовски исто е еден од продуцентите на филмот, ни придоа со идеја да го адаптираме овој расказ во краток анимиран филм. Самиот процес на адаптација траеше доста долго и тогаш се погоди и короната и некако не се излегуваше од дома и тоа ни остави. Вие 8 години сте ја преживеале и пред и по короната. Така, така што долго време се работеше на адаптација на тој расказ и помина сигурно некои 6-7 драфтови, за на крај да помине уште една огромна промена кога решивме дека тој филм ќе биде снимен во еден кадар, затоа што тоа ја менува целосната структура на филмот. Така што големо задоволство беше да се работи со целата екипа, иако тоа е многу мала екипа. Значи овие авторски филмови се многу се работат со многу мали тимови, затоа што пак и буџетите не се толку големи, време траењето на изработка е многу долго и мора да се поднесувате некако со тие мал број на луѓе, за да можете 8 години да го делите просто заедно во студио. И да растете заедно, да нема. Заедно. Ко-сценарист на филмот е Жарко Иванов, кој што исто така и копродуцент, значи овој филм е во продукција на Фокус Покус и во копродукција на Flipbook Productions. Flipbook е фактички нашата продукцијска, односно Жарко Иванов е основачот на Flipbook. Видиме еден непрекинат кадар, после колку обиди беше конечната верзија? После многу или? Така, значи во принцип кога се... Затоа што тоа е навистина предизвикувачки момент. Во принцип, друга е проблематиката кога се работи за стоп анимација, затоа што стоп анимацијата се работи фрейм по фрейм. Сликичка по сликичка. Значи, за да можеме ние да го изведеме прво движењето на камерата, ние конструиравме кран кој што може да се движи во секоја насока и кој што може да се поврза со софтвер со кој што можеме да ја анимираме таа камера. Нели во нормалниот свет тие камери може да се купат за 100.000 евра, но ние моравме да ја направиме таа камера. И како кажав, друга е проблематиката, ако ги гледаме оние филмови или серии кои што се сега актуелни, како Adolescence, која што е целата во еден кадар, таму е проблематиката дека мора целото да се сними. Тука можеме да правиме прекинувања, но како да се спојат тие кадри еден меѓу друг без да се примети. Без да се забележи тоа. Да. Исто така мора да имаме сигурна точка каде што можеме да запреме со анимацијата, затоа што многу е тешко после тоа да се најде повторно тој пат на камерата кој што сме го поставиле од претходно. Филмот живите дели, веројатно веднаш би се сетиле колку проблеми има околу светлото, па камерата помина пред светлото, па тоа фрла сенки и сите тие работи додека се изведат беше вистински предизвик, верувам, но со оглед на тоа што велите, ова е плодот кој што го чувствувате и уживате сега после толку години работа. Драго ми е што поминувате успешно на фестивалите и повторно ќе се навратам на моментот дека тоа ги отвора нови хоризонти. Велите, допрва започнува патувачката приказна на неми филмови, па така некако и да го заокружиме разговорот. Кои се следните фестивали и кога ќе имам премиера пред македонската публика? Кажеш? Па следните фестивали се, значи веќе е примен на уште 3 фестивали. Тоа се Супертун во Хрватска, Анибар, еден доста престижен фестивал кој што се случува во Косово и светскиот фестивал на анимиран филм во Варна. Премиерата во Македонија секако ќе ја направиме на Flipbook Film Festival.
би требало сега планот е така да отвориме со филмот, секако филмот ќе биде вон конкуренција за тоа што не може, нели, и да имаме филм во конкуренција и да сме организатори на фестивалот. Кој период се одржува фестивалот? Фестивалот се одржува од 7 до 10, значи секоја година е во втората недела од август. Одлично, значи во летниот период ќе ја доживее и македонците ќе имаат можност да ги погледнат, да ја погледнат. Искористуваме можноста да ве поканиме сите. Како не? Да дојдете, секако дека тоа ќе биде повторно објавено, нели непосредно пред фестивал, така да не мора сега да забележувате. Така. Ќе бидеме во комуникација апсолутно. Она што го напоменав и на самиот старт од разговорот, ние многу се радуваме кога имаме успешни луѓе и кога навистина, затоа што знаете, нели, светов е во војна за жал и се случуваат неубави работи на секаде, па и во нашата земја. Меѓутоа на крајот од денот има и толку многу убави работи кои што се вредни за тебе внимание и понекогаш на гледачите им се потребни убави вести за кои што заеднички ќе се радуваат. И верувам дека денес има такви кои што се радуваат на вашите успеси. И секако ви благодариме што сте вие тие кои што ги ширите овие убави вести. Јас навистина ви посакувам убава патувачка приказна со неми филмови. Верувам дека приказната со фестивалите не завршува летово, дека до крајот на годината ќе има уште многу, па ќе се видиме и на премиера во август тука во нашата земја. Се гледаме, благодариме многу.